Рускиот председател Владимир Путин денес изјави дека Русија ја регистрирала првата вакцина против коронавирусот. Утрово за прв пат во светот е регистрирана вакцина против коронавирусот, рече Путин на средбата со членовите на владата. Рускиот председател изрази надеж дека со време ќе се појават повеќе вакцини против коронавирусот. Најмалку 32.000 луѓе во Босна и Херцеговина се отпуштени од работа од почетокот на епидемијата на коронавирусот, а работодавците најавуваат дека слична судбина ги чека уште десетици илјади повеќе кои што се уште имаат работа, пренесува Дневник. Според зборните податоци на Агенцијата за статистика на Босна и Херцеговина, повеќе од 23.000 работници биле отпуштени во Федерацијата Босна и Херцеговина од средината на март до 20 јули, додека повеќе од 9.000 ги загубиле своите работни места во Република Српска. Сепак овие податоци се показател за само дел од проблемот, затоа што работодавците во Босна и Херцеговина не регистрираат голем број работници, ниту пак им плаќаат придонеси, а се претпоставува дека најголем број од оние кои што ги загубиле своите работни места се токму меѓу нив. Многу американски училишни згради лошо се проветруваат, што го зголемува ризикот од коронавирус, а учебната година во некој почнува веќе овој месец, пишуваат американските медиуми. Училиштата ширум сад имаат слични проблеми: стара климатизација и грење, вентилација што не работи добро или пак воопшто не работи, затоа што одржувањето и замината биле одложувани поради малите училишни буџети. Затоа во некои окрузи, дури и во постудените делови на САД, планираат наставата да се изведува надвор поради здравјето на учениците и наставниците. Се проценува дека 41% од училишните области во САД треба да се модернизираат или заменат системите за грење, вентилација и ладење во најмалку половина од нивните училишта, се вели во сојузен извештај објавен во јуни.